Добър вечер. Здраво, дечки. Добър вечер. Здраво. Моментално се собираме уште, што би чекале дока и 7 минути, за да се собериме. Здраво. Здраво. Исто би ги замолила извинниците да, ако може, кај нивното име има една опција за rename, така што ако може покрај своето име да го напишат името на одредот од кај што. Здраво. Почакајте, не слушнав убо. Ај, здраво. Здраво. Само, вау, има премногу луѓе. Почакајте, треба да пишуваме? Ако можеш покрај твоето име да го напишеш името на одредот, на rename опцијата. Не знам баш како ни. Ајде, јас ќе направам. Еве го најдов rename. Супер. Алекс, може накратко да пробате да му објасните со share screen како се менува, ако е толку битно? Па не е битно, али мислам дека е лесно за да се најде. Еве. Повеќето си имаат. Имам едно прашање, дали треба да пишуваме? Во чат? Не, за лекцијава, ова од тренингов за онлайн алатки. Моментално ги чекам и другите да ни се приклучат, за 3-4 минути би кажале се понатаму. Во ред. Извинете, само кај мене ли коче? Не, моментално ги чекам уште неколку мина да ни се приклучат, па ќе почнеме официјално. Во ред. Мислам дека тука негде сме со бројката, така што може да започнеме. Се надам дека ме слушате добро. Јас сум Александра Стојановска, комесар за односи со јавност во Сојуз на извинници на Македонија. Најпрво фала ви за вашата заинтересираност да го посетите овој тренинг, да научите нешто ново, да се запознаете со некои онлайн алатки за правење слики, за правење видеа, за вашите извиннички состаноци. И само да ве известам дека на тренингот беа пријавени околу 70 учесници од 1997 година до 2009 година,
така што ние од сите возрасти, од сите извиннички категории, од сите градови во Македонија и така натаму. Може да одиме на следниот слайд. Селина? Мислам дека претходно имаш уште еден слайд. Уште еден? Предходно, пред агенда. Добро. Вовет. Ги кажавме зборовите за топло добре дојавте. Сега подиумот, односно микрофонот, ќе го предадам на Срна, така што и таа да ве поздрави и да ви каже нешто повеќе за University of Scouting. Ама мислам дека не кажавме за зборови за топло добро дојде. Да, ги кажавме. Се извинувам, малку сум склеротичен. Понекогаш заборавам што се случува. Здраво на сите дечки. Еве и ја ќе кажам некој збор за добре дојда. Значи, мило ми е и мене многу што се собравме денеска во стварно волкав голем број. Секоја година, како што знаете, овој период Сојузот на извинници на Македонија спрема тренинзи, односно настани обуки со што би можеле нели да се јакнат капацитетите и после тоа тие луѓе да продолжат нели со нивната работа активно да допринесуваат и во самиот Сојуз. Па затоа за оваа година повторно овој месец спремивме 3 онлайн како серии на тренинзи со оглед на нели бројката на заразени последниот период. Сега конкретно денеска, како што знаете, ќе слушаме за онлайн наладки, понатаму ни следи еден тренинг за малце адванс ориентација, односно сите оние материјали кои што ќе ви ги бараат на некој Дион, Рион или Рапи во наредниот период, ќе можете нели да си ги повторите или да си ги научите. И за крај ќе има серија на сесии што ќе биде конкретно за пишување на проекти. Значи јас од срце ви препорачувам активно да ги слушате сите сесии и да ги завршувате задачите кои што ќе ви бидат дадени, заради тоа што токму вашите производи, токму вашите постери, вашите проекти, понатаму Сојузот на извинници на Македонија ќе може да ги користи за збогатување на содржината на програмата и слично. Така што вие луѓето што сте денес, вие сте тие што ја градите програмата и содржината во идниот период. Конкретно овој месец, бидејќи лани, ако се сеќавате, исто имавме некои вакви тренинзи и конкретно баравме експерти од страна, така мислам покрај експертите што ги имаме во нашата организација, баравме некои луѓе постручни од страна да ни покажат, меѓутоа оваа година ќе го искористиме најдоброто што го имаме ние како организација, така што верувам дека сите фасилитатори кои што се избрани да предаваат новија сесии стварно знаат што зборуваат и верувам дека ќе искочиме сите со многу поголеми знаења него што сме дошле. Толку од мене, дечки, се надевам дека ќе уживате и во секој случај кога да имате некаква идеја, некаква потреба, нешто што сакате да научите, ние сме секогаш тука на располагање да ни кажете како да се подобриме во иднина. Толку од мене. Срна? Сега малку ќе направиме муавет за правилата за време на тренингот, односно некои работи. Така што најпрво би ве замолила, нели, како што сте сите сега, микрофоните да ги држите на мјут. Доколку имате некои прашања во било кој момент од тренингот, може unmute да направите, слободно да поставите прашањето. Исто може и во чат да поставувате прашања, доколку нели не сте во можност, може и raise hand опцијата да ја искористите. Би ве замолила да ги приклучите вашите камери, доколку се чувствувате дека не сакате да ја приклучите сосема е во ред, но едноставно е подобро ќе имаме некое чувство дека сите сме заедно со приклучени камери. За она што праша Вилијам, може да си земите некое ливче, наливче, го викаме во прилеп, односно тетрадка и пенкало, да фаќате некои белешки, затоа што малку повеќе информации ќе добиете, помислам дека е нели окей да ги запишите и да ги имате за воиднина, но без гајле, по завршувањето на сите тренинзи ќе добијате имејл со сите наши презентации, со сите материјали кои што сме ги користеле и слично.
Веселина е тука да биде техничка поддршка, исто и Срна, така што доколку имате некои прашања, слободно во чат, тие ќе ги забележат и ќе можеме да одговориме на прашањата. Препорачливо е да користите лаптоп, доколку сега сте најавени на телефон, може да се приклучите на лаптоп, бидејќи алатките кои што ќе ги разгледуваме, потоа ќе имате задача што ќе треба да ја завршите на лаптоп, односно на интернет. Апликации кои што ќе ги користиме, за денес ја имаме само алатката Slido, кај што доколку вашите телефони се во близина, може да го скенирате QR кодот, а доколку имате проблем со скенирање на кодот, слободно приклучете се на веб браузер и впишете го кодот, појдете на Slido, slide.do и пишете го кодот кој што го гледате на екранот. Некои прашања околу правилата? Се извинувам, јас сега сум приклучен од лаптоп, не од лаптоп, од телефон. Сега треба да го напишам ова. Да, Не можам да го најдам и кажува како за презентација и нешто. Нешто да ви покажам. Тоа што го пишува на екранот, нели? Апликации што ќе ги користиме денес, го гледаш Slido. Еве, да не ова. Да, тоа е. Дадете го кодот. Можеш било кој прашање што ги имаш да ги пишеш во чат, така што таму мислам дека побрзо ќе добиеш одговор. Може да одиме на следниот слайд, каде што ќе објасниме агендата за овој тренинг. Значи, како што знаете, имаме сесија денес, имаме сесија утре. Ќе траат од сат и пол до максимум 2 часа, значи до 9 часот би биле завршени. Денес ќе започнеме најпрво со еден вовед за што е брендинг и за сликата на извинништвото, односно како другите луѓе кои што не се извинници не гледаат нас, што треба да им кажеме, што прават извинниците и слично. Потоа ќе зборуваме за што треба да содржат сликите, видеата и сите други постови, историња што ги објавуваме на социјалните мрежи. Потоа ќе имаме една вежба каде што ќе треба со помош на оние онлайн алатки кои што ќе ги демонстрираме да направиме постер за некој празник или за некој ден. Утре е така позабавен дел каде што Дино ќе ви, односно најпрво ќе почнеме со уште некои алатки, како на пример Kahoot, Slido, доколку денес не ви беше јасна, и некои други. Потоа Дино ќе ни демонстрира некои игри кои што може да ги користите за време на вашите онлайн состаноци и потоа ќе пробаме некоја игра и ќе имаме еден извинички квиз. Потоа ќе добиете и насоки за третата сесија, која што е на тема онлайн насилство и безбедност, која што ќе имате можност кога сакате, кога сте слободни да ја извршите. Ама за тоа ќе да знаете повеќе утре. Може следен слайд. Доколку сите се приклучивте на Slido, супер, веќе гледам некои одговори. Да, јас одговорив тоа што почнува со П. Како беше кодот? 1, 2, 5, 1, 0. Да. Ето е во чат. Вау, поќе има прилеп отколку кавадарци. Ќе видиме на апликацијата најмногу имаше од штип. Вау, супер.
Дали некој има проблем со слайдот, со пријавување? До сега 22 од 50 учесници одговориле. Така што ќе почекаме и другите да одговорат. Да видиме дали прилеп или штип има најмногу учесници. Одлично, 29 одговори. Ќе почекаме уште малку. Значи, може да заклучиме дека има најмногу извинници од извинничкиот одред Еквинокс од Штип. Така што би сакала да нагласам дека на овој тренинг за прв пат после долго време имаме и учесници кои што не се извинници, така што би замолила оние кои што не се извинници да кренат рака со опцијата Raise Hand, да видиме колку не има. Супер, мислам дека видов, забележав еден учесник кој што не е извинник. Така што би ги охрабрила оние кои што не се извинници да проверат на нашата Facebook страна, на нашата Instagram страна, каде во градовите има извиннички одред и да се приклучат на извинници. Па, здраве Боже, од септември да се гледаме во живо. Може следен слайд? Повторно сега ќе се вратиме на слайдот, каде што ќе треба да одговорите на прашањето, односно да пишете асоциација за зборот извинник. Односно, значи првиот збор што ви доаѓа кога ќе слушнете зборот извинник, да го напишете на апликацијата слайдо. И би ве замолила да го имате телефонот до вас, бидејќи понатаму ќе ја користиме апликацијата. Сега да ги одговориме ли овие прашања на апликацијата слайдо или? Да, слободно можеш и повеќе зборови да пишеш. Каде? На слайдо апликацијата. Само кај мене не се прикажува тој слайд. Сум од презентацијата. Провери уште еднаш кодот, дали е тој 12510. Еве сега ќе проверам. Значи, можеме да забележиме дека најинтересниот дел на извинници е авантурата. Можете ли да ни шернете скрин?
Јас одговорив, не знам колку пати, ама мислам дека беа 4 пати. Да, супер, браво. Да, одговорив дека е снаодлив, оптимист, авантурист и забавен. Да, Петран имаме... исто видов дека има кренато раче, може сака нешто да каже, да праша. Да, прво сакам здраво на сите да кажам. Дали ќе може да се уклучам сега, ќе ливнам на као 30 секунди да се уклучам од лаптоп? Може, ќе те причекам. Океј, добро. Значи имаме креативност, имаме хајкови, имаме камп, пријателство, најдобра одлука, дефинитивно, оптимист, шатор, солидарност, убави ноќи, што ни фалат. Имаме околу 30 одговори, така што ева една минута да допишете доколку ви текне уште нешто. Друштво, дефинитивно. Сам дека ќе биде одлично ако направиме еден скриншот на оваа табла, што навистина би било супер да го споделиме и со другите на социјалните мрежи. Направив. Топ. Порасим. Може да се вратиме на презентацијата. Така што сега, бидејќи Нела се пријави дека не е извинник, би сакала да... Извинувам, ама немав направено скриншот. Да, Срна е тука да ни направи. Добре. Грдате. Зашто така ви се покажало? Би сакала сега да ја прашам Нела што знае за извинниците, како дозна за извинниците. Слушате ли? Да. Како дозна за извинниците, како дозна, Велам дека јас сум извинник, не знам зашто сте така разбрале дека не сум извинник. Да, бидејќи мислам дека имаше raise hand, окей. Мило ми е тогаш. Во кој одред? Во Еквинокс. Одлично. Окей, тогаш следува прашањето што мислите, дали оние кои што не се извинници, знаат за извинниците, слушнале, што мислите дека е сликата на извинништвото? Доколку се заинтересирани, ќе знаат. Гласувам. Има многу запознато со зборот извиници, но не заинтересирани, а може да се. Одлично. Некој друг со своје мислење? Не, јас го мислам истото како што рече претходно. Не знам кој го рече. Дали кога ќе ослушните зборот извинник, имате некоја асоциација на дете облечено во униформа, со извинничка марама, со шешир, на камп? Да. Сега, сигурно сте виделе некои слики од минатото, нели, од 1907 година постои извинништвото, од некои извиннички кампови. Не знам, јас немам видено слики, ама ќе проверам баш сега. Да. Би сакала само да напоменам дека, например, Сојузот на извинници на Македонија постои од 1953 година. Тогаш бил дел од Сојуз на извинници на Југославија. И тогаш, например, извинниците секогаш биле во униформа,
секогаш ја носеле и сликите кои што ги и активностите кои што ги правеле всушност биле многу поблиски до војската. И на некој начин извиндиштвото представувало некакво спремање за војска, бидејќи тогаш била задолжителна. Но нели, во новиот милениум, од 2000 година наваму, може да забележиме дека извидниците стануваат како организација за деца и млади, каде што повеќе се играат игри, каде што има неформално образование. Така што тоа ни кажува дека сликата на извидниците постојано се менува. И причината поради која што извидништвото постои повеќе од 100 години е тоа што секогаш ги истражува потребите на децата и на младите. Значи, може пример да заклучиме дека денес навистина е во мода да користиш Discord. Така што на утрешната сесија ќе имате некои повеќе информации за тоа како може да се приклучите на Discord, како да се дружите со други извидници и слично. Може да поиме на следниот слайд. Бидејќи дефиницијата за брендинг може да ја прочитате на слайдот и таа ги вклучува сите оние активности, односно слики, видеа, логоа, палета на бои, фонт, профили на социјални мрежи и друго, кои што служат за промоција на организацијата, односно за промоција на извидништвото. Како што кажавте, некои деца може би слушнале за извидници, но не знаат точно што правиме ние. Сега, целта на оваа сесија е да создадеме некои активности, односно некои слики, постери, видеа, кои што преку слика, значи преку некоја визуелна содржина, ќе им покаже на другите деца и млади што прават всушност извидниците. Виктор, имаш прашање? Јас сакам само да кажам дека јас ќе се исклучам на можда минута, две за да се вклучам преку компјутерот, да знаете. Слободно, нема проблем. Брендингот, мислам дека за ваша возраст е се уште некој таков фенси збор, може би изгледа тежок, може би изгледа нешто комплицирано. И да, навистина е комплицирано, но ние во оваа сесија ќе пробаме да го поедноставиме. Најважното за извидниците е тоа дека, односно за сите постери, за сите слики, видеа кои што ќе ги правиме, е потребно да бидат уникатни и конзистентни. Конзистентен е уште еден таков малку комплициран збор, но конзистентен представува нешто што е постојано. Значи, пример, ако објавуваме слики постојано, тие треба да бидат некако слични една на друга, а потоа ќе видиме и примери за такви некои слики. Може да одим, брендингот исто така може да го замислиме како една личност, односно да земеме еден извидник кој што има специфичен начин на облакување, има начин на говорење, специфичен начин на пишување, односно има некој начин на живот. Така што треба да ја дефинираме убаво таа личност и постојано таа да се појавува. Бидејќи, зошто брендингот треба да биде уникатен и конзистентен? Затоа што денес, во 2021 година, живееме во свет каде што од секаде добиваме информации, на телефонот постојано ни стигнуваат нотификации и ние треба да се истакнеме помеѓу сите тие организации за млади, помеѓу Црвен крст, помеѓу и останатите организации, извидниците треба да бидат нешто вау. Најдобар всушност пример кај што може да дознаете што е брендинг е разликата помеѓу Кока-кола и Пепси. Така што, например, мене лично, Кока-кола ме потсеќа на новогодишни реклами, ме потсеќа на камиони, ме потсеќа на поларна мечка, а додека пак напоимот Пепси
ме потсеќа на, не знам, реклама со фудбалери, на реклама со млади, со забава и такви слични работи. Така што веднаш, доколку би виделе ние реклама од Кока-кола, а при тоа да го нема логото на Кока-кола, би знаеле дека е Кока-кола. Може да одиме на следниот слайд. Може да фрлиме на слайдо. Каде што сега ќе треба да одговорите на прашањето. Доколку имате понудени текст, слика и видео, што би избрале? Дали би избрале, не знам, доколку треба да научите за... Не знам, доколку треба да научите некоја лекција на училиште, дали би научиле ако ви е презентирана преку слики, ако ви е презентирана преку видео, или пак би искористиле некој, би прочитале некој текст? Значи, повторно имаме околу 30 одговори, така што ако некој случајно има проблем да се приклучи на слайдо, може да пиши во чат што е проблемот, па ако може да помогнеме. Инаку да, ова беше скроз очекуван одговор од моја страна. А тоа е така, бидејќи мислам дека нашите генерации од 1997 година па наваму и Владко се генерации, ако на нашите родители му било многу полесно да научат лекција преку учебник, преку текст, ние сме генерација која што ги учи работите преку видео на YouTube, нели? Верувам дека сте имале проблем со некоја лекција која што не сте можеле да ја совладат, ќе изгледате едно видео на YouTube и ќе се почувствувате дека знаете се на таа тема. Така што да, во услови на COVID-19, каде што се е онлайн, во 2021 година, каде што имаме премногу информации, многу е важно да пробаме да се истакнеме како организација. Нели, да кажеме дека извиниците се посебни, дека извиниците се кул, дека се авантуристични, дека се забавни и сите добри работи. Така што нели, повторно ќе кажам, во 2021 година, каде што целиот свет е онлайн, најдобро место за промоција на извиничките активности, на она што ние го правиме, е на социјалните мрежи. Верувам дека сите 50 учесници кои што сме преклучени на Zoom имаат најмалку Instagram и најмалку Facebook, а некои сигурно имаат и други социјални мрежи како WhatsApp, како Viber и тие спаѓаат во социјални мрежи, иако се наменети само за комуникација. Discord, еве како најнова социјална мрежа и слично. Така што многу од нашите одреди имаат официјални страни на Facebook и на Instagram, исто така и Сојузот на извиници на Македонија има, што постојано се поставаат слики, преку стори, се
монтираат видеа или едноставно се прават постери кои што вклучуваат неколку слики. Значи тука би сакала да направиме некоја разлика помеѓу слика и помеѓу постер. Слики се оние сите такви визуелни содржини кои што, например, ако имате одредски состанок, ќе се сликате. И самото тоа што сте го направиле е слика. А додека пак постерот е едитирана слика, каде што, не знам, сте ставиле наслов дека патрола лаванди, пример, или пак, не знам, ќе додаете некоја боја, ќе додаете некој ефект и слично. Така што, апсолутно се согласувам со ова изрека, мислам дека е кинеска изрека или нешто така слично, дека една слика вреди 1000 зборови. Може да одиме на следниот слайд. Ипак да се префрлиме на слайдо. Каде што овој пат треба да одговорите што треба да содржи една извинничка слика, едно видео или постер. Тоа може да се подсетите на вашиот одговор за тоа што ве асоцира на извинници и некако вашата идеја да ја поврзите, нели, со таа асоциација што види на извинници. Тоа супер би било ако може да користите збор, бидејќи така функционира слайдо, доколку некој сака да се јави да објасни што би имало едно видео за извинници, слободно може тоа да го направи. Еквинокс има сега брзо објавено видео за извинници, така? Сага некој да се јави да објасни што имаше во тоа видео? Дечки, слободно не се срамете да зборувате. Извинништвото е, нели, такво безбедно место за сите, така што никој нема да ве исмее, да каже дека сте кажале нешто глупаво и слично. Не се срамете. Јас се заговорив неколку пати, ама тоа е за се добро. Тука може да забележиме дека најважно е да го има логото, бидејќи тоа е она што не разликува како одреди. Најважно е да има извинничка марама, бидејќи доколку не носиме марама на себе, тогаш ниеден друг знак нема да покажува дека сме извинници. Освен униформата, се разбира. Поздрав, цитат, одлично. Забава, интересни информации, например, информации каде би можеле да се да дознаат нешто повеќе за одредот, каде можат да се вклучат на одредот, да се запишат на извинници, логорски оган, шума, групна насмевка, креативност, да, дефинитивно. Добар квалитет. Никој не сака да гледа видео со 240 резолуција. Може да носите сега марами, затоа што на крај на сесија ќе имаме и групна слика. Поред
Така што, знаеме, марама, лого и природа мора да го има во видеото, а останатото, односно во сликата, видеото или постерот, а останатото ќе го е по наша желба. Може да одиме на следен слайд. Претходен слайд. Значи, всушност има истите тие работи кои што вие ги пишавте во на слайда, така што најважно за една слика е да биде со добар квалитет. Претходно спомнавме дека сите слики што ги објавуваме треба да бидат слични. Например, кај нас во Феникс, постојано ги користиме портокаловата, зелената и темноплавата боја, или лилјаковата, бидејќи лилјаковата боја е извинничката. Биде со добар квалитет, значи е најважно, да биде среќна и шарена, бидејќи нели сите одреди во Македонија имаат различни марами, така што кога ќе видиме марамите една до друга, тоа некако побудува во нас среќни чувства. Да го има логото на одредот, да прикажува диверзитет, инклузија и отвореност, значи треба да сме насмеани, треба да има повеќе извидници, понекогаш и со еден извидник се прават некои такви добри слики, но подобро е кога го прикажуваме тимскиот дух на извидниците. Да биде во акција, односно да не биде да не биде местена кај што позираме, туку да биде некако во акција, например кај што палиме оган или кај што местиме шатор и слично. Нешто најважно, со што би сакала исто да упатам апел до сите одреди да користат, односно да биде застапено во нивните слики се маски, бидејќи нели знаеме поради COVID-19 и така натаму, мора да се носат маски и да покажеме дека ги почитуваме правилата, прописите и слично. Извиннички елементи, it's a must, мараме и кошула, без нив не би биле извинници, односно би биле, но сликата нема да го кажува тоа. И не мора, тука е пожелно да има виолетова боја и таа виолетова боја да биде со овој кос, бидејќи тоа е логото на сите извинници, односно таа е бојата на сите извинници во светот. Знаеме дека од една боја има повеќе нијанси, така што ова е таа лилјакова боја која што користат сите извинници на светот. Следен слайд. Да бидат некои видео кои што прикажуваат како сме си поминале на некој камп или на некоја акција или на смотрата, тие може да бидат, не знам, од 3 до 5 минути или подолги, но доколку им пуштаме некој видео на нашите, не знам, соученици или на нашите другари, најдолго е тоа да биде 1 минута. Најдобро е да биде долго 1 минута максимум. Да има некоја upbeat песна, нели мотивирачка, некоја среќна, некоја нели што побудува среќни чувства, да биде среќно и шарено, всушност се она што кажавме дека треба да има една слика, треба да има и едно видео. Заборавив да кажам на претходниот слайд за KISS, односно KISS е еден принцип што Keep it simple stupid, тоа е кратенката, односно KISS е кратенка на Keep it simple. Така што помалку работа имате на сликата или на видеото, во смисла на да нема премногу логоа, да нема премногу текст, тоа е подобро. Принципот KISS најмногу е важен за постерот, односно за нашата следна задача, така што запамтете го дека треба да биде едноставно, односно да пишете каде сте биле, со кога сте биле и такви некои работи. Да прикажувам авантуристичката страна на извинништвото, како што споменавме, нели најголемата асоциација на зборот извинник е авантура, така што убаво е видеата да прикажуваат, не знам, качување на јаже, хајк, кампување, пеење песни покрај оган и слично. За постерот важи истото што до сега го кажавме, така што не знам, ако правиме постер за некој настан, најважно е, нели, како мислам дека сите го видовте постерот за овој тренинг,
така што имаше на него имаше слика од дечки кои што седат на телефони, на лаптоп, што не кажува дека ќе учиме со онлайн алатки, пишуваше време и место и пишуваше што ќе се изучува, ништо повеќе. Потребно е, нели, сите постери кои што ги правите за вашиот одред да имаат ист фонт, нели, многу е важно да бидат напишани на кирилица, бидејќи тоа е нашата азбука, и потребно да имаат палета на бои. Не знам кој забележа досега, но, например, целата оваа презентација која што ние ја имаме, сега ја гледаме, има максимум 4 до 5 бои. Тоа се бела, виолетова, портокалова, темноплава. И различни нијанси, но различни нијанси на плавата, но слични, не се разликуваат нешто многу. Бонус содржина која што би ви препорачала да имате како одред е да имате одредски темплейт за документи. Кога ќе ви кажувам за алатките, ќе ви го односно доколку сте заинтересирани за правење на одредски темплейт, слободно може да ме исконтактирате, па ќе ви покажам пример, истиот ќе можете, нели, да го направите за вашиот одред. Следен слайд. Така што сега ќе се префрлиме на мој share screen, каде што ќе ги разгледаме алатките Canva.com и Pictoshare, каде што двете алатки се наменети за креирање на постери, односно, например, ако вашиот одред прави одредски камп, или пак, не знам, имате отворен настан во вашиот град и потребно да им кажете на луѓето дека ќе правите нешто, нели, заклучивме дека доколку ако пишеме само текст, здраво дечки, ние сме извинички одред тој и тој, во понеделник правиме отворен ден, дојдете посетете не малку, ќе бидат заинтересирани луѓето, но можно и онака да им помине низ Newsfeed и да не го забележат толку многу. Така што би било навистина супер да направиме еден постер за нашиот отворен ден. Share screen. Дали го гледате? Не. Сега ја гледате Canva. Значи Canva.com лесно е за памтење. Canva како canvas, односно како платно за цртање. Многу едноставно да се логирате. Може да го искористите вашиот Facebook, вашиот Google акаунт. Така што еве сега ќе одиме со Google. Кај мене не може да се приклучи со Google, еве пробувам и ми пишува we couldn't find an account with the credentials you provided. Пробај со Facebook тогаш. Би требало со Facebook. Еве сега ќе пробам со Facebook. Истото ми го кажува. Тогаш пробај да направиш username и password. Има такова? Sign up? Има. Е така. Ова изгледа Canva. Вака изгледа Canva, откако ќе се најавите. Тука е мојот профил. Малку. Account settings, бла бла бла, тие некои работи ќе си ги разгледате. Најважно е да знаете дека на Canva имат темплети, односно некои готови производи кои што вие само треба малку да ги промените. Имате презентации, оваа презентација што моментално ја гледавте е направена на Canva.
може да правите постер, Instagram пост, Instagram story, лого, картичка, некоја покана за вашиот роден ден и слично. Значи, се што може да замислите го има тука. Колажи со фотографии, видео и слично. Знаете дека има апликација на телефон од Canva, така што истите овие работи наместо да ги правите на лаптоп, може и на телефон да ги правите. За оваа презентација избрав да правиме за на животната средина. Така што да ви покажам сите мои дизајни што сум ги направила и да ви кажам што мислев на тоа дека брендингот треба да биде конзистентен, односно постојан. Кој што може да забележите сите овие слики, односно колажи од слики, сториња и такви некои работи, се со лилјакова боја, имаат исти фонт, го имаат логото на Scouts, така што кога некој друг би видел некоја ваква слика, веднаш ќе знае дека е од извинниците. Еве и презентацијата која што ја правев, значи има лилјакова боја, логото од Scouts на секој слайд и слично. Исто така, било кои слики кои што ги објавувате на вашите одредски страни, пожелно да го имаат логото на вашиот одред некаде по чошовите, по ќошевите. Се извинувам, ама нешто вака ми покажа, си направив акаунт и ова ми го покажа. Не можам да видам што покажува. Почекајте, овде, what will you be using Canva for? Дали како наставник, ученик, персонално, за голема компанија, за мал бизнес или или без профит? Можеш да ги разгледаш тие работи, така што да одлучиш што е најдобро за тебе. Сигурно не си вработен, така што за personal use би требало да биде. Има уште неколку такви прашања, така што одговори ги било како. Мислам дека не прават некоја голема разлика. Значи, да започнеме со нашиот дизајн, одиме на Create a Design. Кој што кажав, има тука презентации, постер, пост, стори, лого, бла бла бла. Но за мене најдобро е секојаш Facebook, бидејќи истиот одговара и за Instagram и за сите други страни. Ми отвори нов таб. Така што ова е работниот дел на Canva. Сигурно ако досега сте работеле со некои други алатки за едитирање на слики, на постери, ви изгледа познато. Така што мислам дека може да забележите, ова е сликата, односно нели имаме празно платно кое што треба да го исполниме. Тука имаме темплети кои што се готови. Например, еве ќе го користиме овој темплет. Ќе направиме два примери. Едниот ќе биде од готов темплет, а другото ќе го направиме од празно платно. Така што ако го избереме овој темплет, кликаме на него, ни се појавува вака. Имаме, нели, може да ги забележите правоаголниците, така што тие ни даваат опција да ги едитираме работите. Например, ако го селектирам ова во позадина, што изгледа, не знам, како бран, тука ми ја дава бојата на тој детал, на тој елемент, така што, нели, спомнавме дека нашата презентација е со црна, бела, лилјакова, портокалова и сина боја, или тоа е нашата палета која што сме избрале, така што можам да го сменам овој елемент во виолетова боја. Ова е палетата на Сим, која што не знам да почне да ја користи, ова е нели таа официјална боја на извинниците. Така што еве, тоа ќе го направиме лилјаково. Ако селектираме двојката, имаме неколку бои кои што се наоѓаат на низ, така што и лаптопот ќе го направиме лилјаков. Не треба лилјаков, така што нека остане тој син. Косата може да ја направиме црна.
Овие некои детали може да ги направиме виолетови, а ова наместо зелено може да го направиме портокалово. Позадината може да ја направиме бела, кликаме на нејзе, одиме кај бојата, ја правиме бела. Текстот, ако сакаме да го промениме, кликаме два пати и пишуваме, например, бидејќи имаме и конкретен фонт што го користевме, кликаме тука и го менуваме и фонтот, Андика. Сега нели повеќе личи на тој претходен фонт, го селектираме, не сакаме бојата да биде зелена, тука ја менуваме бојата на текстот и ставаме црн да биде текстот, ова не ни треба горе, на Delete го бришиме и го поместуваме малку. Значи, не знам, еднаш добивме нешто што не личи нели на некој, ова треба да го збришиме, бидејќи не ни треба. И веднаш некако не потсеќа на оној што го имавме, она слика што имавме за овој тренинг. Да го додадиме логото, така што тука во Upload може да прикачите ваши слики. Еве некои слики од извинници кои што јас досега сум ги користела. Така што еве го логото на извинници сме го прекачиле, го тргаме настрана, го влечиме и го ставаме. Го отпуштаме. Бидејќи е љако, не знам, го ставиле горе за да има некоја рамнотежа вака накоса. Бидејќи е многу големо, овдека на ќошот го намалуваме. Многу е важно кога намалувате или зголемувате некој елемент да не го истегнувате. Не знам, или например ако му направам вака, тоа ќе некако пресечено. Нели, вака не одговара да го ставиме, така што секогаш кога ќе местите некој лого, гледајте пропорциите да бидат зачувани и ако треба да го зголемувате или намалувате, тоа правете го вака, со влечење на ќошот. Така што го доведуваме до некоја големина и го ставаме најчесто некаде на ќош. Може уште малку помало и откако ќе го имате нели дизајнот, односно знаете како знаете како сакате да изгледа, останатото се само некои финеси, поголемо, помало и слично. Наместо тука можеме да заимаме и некое прозирно лого, например ова, и да го ставиме на виолетовата боја. Така што, не знам, за неполни 5 минути имаме постер за промоција на нашиот тренинг за онлайн алатки. Тука може да ја забележиме таа оригинална слика која што ја имавме и ја пребавивме, да речем, ја преуредивме и го добиавме овој изглед. Сега ќе направиме уште еден постер. Ќе избришиме селектирање и со Delete. Ја имам тука оваа слика од извиничкиот ред Браќа Миладиновци. Мислам дека засадувале дрвца или нешто слично. Сакам целата оваа позадина на тука имаме лого останато. Целата позадина на сликата, односно на постерот, да биде станета со сликата. Ја земаме сликата која што претходно сме ја прикачиле и ја влечиме со маусот. Вака кога ја поставам, тоа ќе биде, не знам, кај што сме ја оставиле, таму останала. Но ако ја влечам и ако, нели еве, сама ми се појави вака, тоа ќе ја отпуштам. И доколку сакаме да ја, не знам, да ја позиционираме да биде некако повеќе во средина, кликаме два пати на сликата, односно на позадината, и тоа ни се појавува еден ваков курсор во вид на стрелки и можеме да ја мрдаме сликата, така што ќе гледаме да има нека симетрија, еве ни се појавуваат и овие, нели, 4 линии пред кои може да се водиме. Еве, детето ќе биде некако во средина.
и кликам 2 пати за да се постави тука. Би сакала да ви кажам да не се секирате ако некако ви изгледа комплицирано, навистина едноставно, бидејќи потоа вие, не знам, имате туторијали на YouTube, имате време кое што може да го потрошите во правење на вакви некои постери, така што со тек на време ќе стане се полесно и полесно. Еве, например, тука ќе оставиме повторно логото од Scouts, ќе го намалиме. Доколку сакаме да пишеме некој текст, например да пишеме ден на животната средина, одиме на текст. Тука имаме и елемент, тоа што не знам, например може да поставиме некои стикери, некои кругови. Ќе се вратиме погасно на них, прво да напишеме текстот, што ова е текст за наслов, ако го кликнеме ни се прави вакво едно квадратче за текст. Ќе пишеме ден со големи букви на животната средина. Го селектираме целиот текст, фонт. Во Сојуз на извинници на Македонија сме договорени да користиме интро фонт, така што ќе го искористиме овој. Веднаш се промени. Ќе го порамниме кон десно, може да биде в центар ако кликнеме тука или може да биде порамне десно, така што ние ќе го порамниме лево. Ево вака. И текстот, нели, доколку ни се појават овие стрелки, го мрдаме. Како што кажав, може да поставиме и некои елементи, бидејќи ова е бела боја и не се познава доволно на позадината, ќе ставиме еден квадрат, кој што сам се автоматски се постави да биде виолетов, и бидејќи во една боја може да го менуваме, вака да го тргаме и да го направиме во форма која одговара на текстот, за да може текстот да се истакне. Така што сега имаме еден готов постер, го зачувуваме тука, download, PNG, JPG, што било, правиме download и ние сме спремен за постирање на Facebook. Тука го имаме. Би напишале уште некој текст, нели, ден на животната средина, дека како извинници се грижиме многу за тоа, садиме дрвца и слично. Тоа беше Canva, така што мислам дека е бесплатна. Двете алатки се бесплатни, така што може да ги користите, може вашето слободно време да го поминувате во нивно вежбање и слично. Следната алатка е PictoChart, каде што функционира на истиот начин како Canva, или логин со Google или со Facebook. Ќе одиме со Facebook. На PictoChart имате повеќе такви темплејти. Например, еве го тој, нели, оригиналниот постер за тренингот за онлайн алатки, а еве го оригиналниот темплејт. Што од овој темплејт јас сум го направила во ова. Нели, ова е виолетова боја, но не е баш виолетовата боја на извинници, така ја променив. Ова е тој пост за 8 март на Сојузот на извинници на Македонија и ова е оригиналниот темплејт. Зашто доколку се приклучиме на овој темплејт, нема да ви ја кажувам, бидејќи тоа е досадувам, бидејќи е иста како Canva. Од левата страна ги имате сите тие алатки кои што ви требаат. Као, например, позадина, ако кликните на позадината, односно 2 пати ако кликните, може да ја промените во не знам, во вакво нешто, значи овие алатки се многу креативни, се што треба да искористите вашата креативност, да изберете некои бои, изберете фонт тука, да напишите некој текст, да не знам тука кај
да, еве ги. Имате shapes and icons, што може да ги ставите, например, овој плусот, крукчина и такви некои работи. Така што за почеток би ви рекла дека е најлесно да земите една готова слика која што имате, на нејзе да поставите само ваков текст и лого и така од тоа да се состои вашиот постер. Тука е download, но Canva е бесплатна целосно, мислам плаќа понатаму, но може да ви заврши работа и без пари. PictoChart имате само можност за 5 дизајни. Така што јас пример имам веќе 4 отворено од 5. Така што Canva е многу подобра алатка за почеток за вас. Сега ќе прекинам со презентација. Може да се вратиме на прекинам со share screen, може да се вратиме на презентацијата кај Веселина. И време е за акција. Значи, сега е веќе 8:10 часот. Имате време од 20 минути до 8:30 часот. При тоа може на почеток да се земите пауза, да појдете до WC, да се напијате вода, не заборавајте да пијате вода и слично. Така што после тоа, мислам дека може да прочитате, имате за задача да креирате постер или слика на Canva или PictoChart, користејќи слики од било кој одред во Македонија. Тие слики може да ги најдете на Facebook, на страната од DioPhoenix, на страната од SIM, на страната од авантуристи, страната од Psio, значи било кој одред во Македонија и да направите еден постер. Со тоа што сега може да почнете да го креирате тој постер и ако успеете да завршите денес, супер, но во случај и да не успеете, може да да го завршите по една недела, да го завршите по 2 недели и да го пратите на Media Scout Oraga, за тоа ќе стане збор потоа. Сега најважно од се е да отворите Canva или PictoChart и да направите тренинг на една од овие теми кои што ги пишува тука. Може да користите, било кој празник, отворен ден на одредот и слично. За било кој прашање тука сум, ако треба ќе направите share screen, ќе објасниме што е каде, да ви помогнам да добијате некој осет од овие алатки. Прашања за ова се до сега што поминавме. Ви кажав дека се премногу информации, но полека ќе научиме се. Нема прашање. Мило ми е. Најважно од се е да искористите вашата креативност. Значи, сакам да ги искористам, сина, виолетова, жолта боја, сакам да направам постер за Ден на детето. Ако некаде заглавите, тука сум.
исто може во позадина додека ги правите постерите да се пуштите и некоја музика, бидејќи секако сите сме на мјут, да не бидеме во тишина, а ако пуштиме ние некоја музика би можела да кочи, то слободно, така најубаво се прават постерите.
Како оди, дечки? Треба нешто да објасниме? Кај мене си оди супер. Да, супер. А имаме едно прашање. Може и на англиски да се пише? Да, да. А, добро. Пример, ако би правил интернационален камп со извиници од Белгија, или не знам, извиници од Франција или било која друга држава, сосема е окей постерот да биде на англиски. Јас сум готов со моето. Всушност не сум готов. Дај само да дадам нешто друго. Ајде, допре го. Сега детали се наред да средуваш. Ред. Видите, боите одговараат една со друга или треба да ги смениш можеби?
Пошто Матео сега ме праќа во чат, дали треба постерите да се испратат во чат? Не. Ќе имате можност преку share screen кој сака да го сподели својот чат, својот постер. И јас завршив. Треба уште малку време или скоро при крај сте? Уште малку. Еве, пошто и Марија пише во чат, веројатно може да почнеме нели да ги видиме некои од готовите постери, а во случај и да не сте ги завршиле постерите, имате, нели, понатаму ќе кажеме. Марија, сакаш да презентираш? Марија Димовска од Дипогалеб? Може. Имаш опција за share screen, ја гледаш, така? Да, знам, да. Одлично. Ево го, најверојатно и Олег се јави за да презентира. Гледате? Да. Одлично. Да прочитам или не мора? Да, слободно можеш да објасниш која ти била идејата, како го правеше и слично. Јас направив постер за Денот на извиниците и дека тој е на 22 февруари и дека се слави во чест на Смит Баден Паул и тој го што го основал извиништвото. Одлично, одлично. Може да се каже дека овој постер е информативен, бидејќи нели дознаваме некоја информација дека 22 февруари е ден на извиништвото, односно дека се слави во чест на Баден Паул. Забелешки. Нели, немој да сватиш, навистина е прекрасен постерот, но во иднина пробај да користиш слики, може да користиш слики од твојот одред, бидејќи нели
кршење на авторски права ако користиме некои слики од интернет кои што не се, нели, дозволени. Овие слики кои што ги гледате на Canva и на PictoChart може да ја користите, но не земајте слики од Google или такви некои работи, или од, не знам, од други одреди во странство или слично. Исто така и внимавајте, нели, на правописот и на слично. Февруари се пишува со В, а не со Б. Иначе, навистина е супер. Да, и двете илјакови бои да бидат нели, иста нијанса. Бидејќи кажавме дека бојата на извинништвото е една за сите. Иначе, браво, ако продолжиш да вежбаш, навистина, нели, ќе станеш се подобра и подобра. Олег? Олег, тука си? Сега, отворав сум. Гледате? Одлично. Ова е ваша слика, така? Мислам, можеш да споделиш слободно. Од нашето дете ова. И јас направив за интернационалниот ден на извинниците. Може само погласно, бидејќи не те слушам? Да, ова е слика од нашиот одред и јас исто така направив за интернационалниот ден на извинниците и тука напишав еден цитат на улица. Одлично, одлично. Ми се допаѓа, нели, идејата за тоа да има цитат, горе да има што се слави, слика од извиници кај што се заедно. Само, нели, откако ќе ги добијате материјалите од сесијата, имајте се ги онака, не знам, во некој фолдер во компјутер, каде што би можеле да проверувате што имате, а што немате. Например, сликата е многу добра, но, нели, малку е оштетена. Така што ако тоа ни... Со филтер мислам дека е направено. Да? Епа супер. Да, може филтри да се користат, но, нели, сепак да не се изгуби поентата на сликата. Ова лого долу што си го искористил е логото од извинниците во Велика Британија. Ред. Што, нели, следен пат можеш да го искористиш логото на Иомолика и да го објавите од страната на Иомолика на Facebook и Instagram. Да. Значи, пак ќе видите и понатаму, нели, колку повеќе вежбате, толку подобри станувате. Така што ако некогаш имате слободно време, не знаете што да правите, слободно отворете Canva и вежбајте. Друг некој? Еве го, Вилијам. Почекајте, го гледате ова? Јас го гледам, се надевам дека и другите го гледат. Да, го гледаме. Да. Океј, во ред. Може само да прочиташ што пишува? Во ред. Има две страни. Easter, the day when Jesus Christ was resurrected, and the day when eggs are painted in different colors. Значи, во превод за тие што малку не разбираат англиски, тоа значи Великден е денот кога кога се воскресна Исус Христос и кога се вапцуваат јајца во различни бои. И ова го знаеме. Великден се слави на 24 април. Одлично. Само што, нели, годинава Великден е на 1 мај, ако не се лажам, така? На 1 мај, ми кажете. Или ова е најверојатно католички, а православниот Великден е на 1 мај? Да, ова е на католички. Да, изгледа грешно. Да, одлично. Значи, овој постер би бил супер за да го испратиш како честитка за некои роднини во Америка, во Австралија, нели, некој што зборува англиски јазик. Така? Да.
Ако сакаме да го направиме извиннички постер, тогаш нели би ставиле лого, би ставиле извинници, некој со марама кај што нели обојува јајца и слично. Некој зајаче, така. Продолжи и ти да вежбаш. Па ќе објавиме некој постер од Ио Феникс. Некој друг што би сакал да сподели? Ксенија. Сега за умата. Се гледам? Да. И не можев да го најдам логото што треба, затоа го искористив ова. Одлично. Како честитка нешто за како за среќен Велигден. Да. На Canva го правеше, да. Да. Ние имаме од училиште што користиме Canva за граѓански иновации и има за education purposes како бесплатно ги имаш сите опции, така да. Супер, да, гледам тука и опција Send to Teacher. Да. Правиме така проекти имаме, што ги правиме на Canva. Да. Пак не листата за белешка за скаутс и да, фондот. Не можев. Го барав тоа, ама не можев да го најдам, не ми го даваш во слика. Да, најверојатно со сите овие материјали ќе ги испратиме и официјалните логоа од нели Скаутс Македонија да може да ги користите и да ги ставате на вашите нели постери и слично. Али одлично, продолжи така. Уште некој? Нела па Мартин Јанев. Нела? Еве се ќе ви покажам. Само малку. Затоа што сум преку телефон и малку нешто. Ама гледате ли? Да. Одлично. Некоја комбинација на слики. Да. Затоа што немаше некаква идеја за една слика и пробав многу повеќе слики од нашите убави мемории да направам во еден постер. Да, одлично е, права си. Со тоа што, нели, мала забелешка, Ио Еквинокс, каде што си го пишала горе, пожелно е да биде со ист фонд како Ден на детето. Наставничка во школа, не, извинете, Александра. Тоа јас пробав, но затоа што е на македонски и преку телефон не ми даваше. Да. Али супер, браво си. Мартин Јанев? Само малку. Си гледа? Само малку. Ево има Art Day 2021, тука имаме... Само ако може малку погласно. Овде имаме Earth Day 2021, односно Денот на Земјата. Овде имаме лид проект од Become a Leader, Become a Scout, кој што лично имаме учествувано. Ова е наша слика од сите учесници. И ова е од веќе постојачка слика за Велик. Браво, одлично. Користеше Canva или некоја друга алатка? Само Canva. Да, браво, супер. Данче исто си има пријавено? Уште Данче па може да привршуваме. Гледате? Сега за сега не. Сега е добро. Јас направив постер за Ден на животната средина и напишав неколку работи кои можеме да ги правиме на Денот на животната средина. Одлично.
би можеле да го објавите од страната на Io Equinox, нели, за 21 март, мислам, не, или 21 март или во јуни, тогаш некогаш. Има уште некој што би сакал да сподели? Или може да прашуваме? Веселина? Значи, би сакал, нели, да спомнам уште некои дополнителни алатки кои би можеле да ги користите. Може да направите и скриншот или да ги запишите некаде за да ги симните и да ги разгледате. Тоа се YouCut, видео едитор, тоа е апликација за телефон, и Adobe Premiere Pro. Тие две алатки може да ги користите за да правите видеа за вашиот одред или, не знам, за училиште или фамилиарен одмор и слично. Со тоа што Adobe Premiere Pro е професионална алатка, но е лесна за учење. За слики може да користите Adobe Photoshop, тоа е исто така по-професионална алатка, InCollage или пак да најдете, не знам, уште некои други апликации за Android или пак за компјутер или пак онлайн, се едно. Со тоа што за секоја од овие алатки сигурна сум дека има туторијали на YouTube кои што може да ги истражите, да гледате некои од нив, нели, да ги збогатите вашите дигитални вештини и слично. Сигурна сум дека за Adobe Photoshop и Premiere Pro ќе најдете премногу. Значи, премногу има на YouTube, може да почнете некој курс кој што, не знам, се состои од 10 видеа, да ги изгледате сите тие 10 видеа и слично. Следен слайд. Повторно, нели, тоа што ви го кажав е дека доколку истражувате, доколку барате туторијали, ќе имате се поубави постери, поубави слики, поубави видеа и слично. Значи, вашето око ќе го тренирате на естетика. Естетика е наука за убавото, така што се поубави ќе бидат постерите. Може би, нели, некому ќе му стане и професија. Доколку навистина се заинтересирани за тоа, онака од се срце ви препорачувам да најдете некој таков курс на YouTube и верувајте дека ќе научите многу и ќе можете, нели, да бидете и професионалци. Сега ќе имаме една кратка евалуација на Zoom со прашања кои што нема да може да ја направиме евалуацијата, така што во текот на утрешната сесија ќе направиме. Во однос на постерите, и вие што презентиравте, и вие што не успеавте да ги завршите или што не презентиравте, може да ги спратите на медија scout.org.mk. Доколку некои, нели, се совпаѓаат со нашите, односно сите постери ќе бидат објавени, така што ќе може да ги видите и постерите на другите кои што учествувале на оваа сесија. Може да ме контактирате доколку, не знам, имате некој проблем со Canva или со PictoChart или со било која друга алатка, или пак, не знам, имате идеја, ама не знаете како да направите постер, значи може да ме контактирате или на мејл на media@scout.org.mk или на телефон. Исто доколку ви треба, нели, логото Scout создаваме подобар свет или слично, слободно пишете ми на Facebook Александра Стојановска, така што ќе ви пратам нешто треба. Имате било какви прашања, некои коментари, забелешки и слично? Како за крај? Во тој случај може да завршиме тука. Да направиме фотографијата, што би молила сите да ги приклучите вашите камери. И да го направиме извидничкиот поздрав. Браво, Звевилија. Што Срна, може да направи фотографија? Може, само не знам, чекај да... Никако не знам како да се правеше сите да ми се појават на една слика. Можам јас да направам и да пратам во чат ако...
супер, сите не имаш на еден екран? Да, сега напред. Се снајдов и јас. Добро, може сите да футнеме, па ќе испратиме. Ајде, наместете коси. А мора ли сите со камери? Па убаво би било, Пожелно ако е. сакате. Убаво би било. Да, сите сме убави. 3, 4. Браво, дечки. Одлично, пака сте убави. Тоа беше тоа за денес. Јас се извинувам ако малку бев досадна со теорија, ама нели мора да опомнеме и тој дел. Добевме во живо, нели секако ќе беше позабавно, ќе цртавме, не знам, ќе работевме и слични некои работи. Ветувам дека сесијата утре ќе биде многу поинтересна, бидејќи Дино ќе ни презентира некои онлайн игри, например Ludo, не знам, што има друго, Scribble, такви некои работи. Сигурно сте ги правеле во патролите, но нели целта е да ги споделиме со сите извинници во Македонија. И ќе знаеме како? А утре од колку ќе имаме? Исто во 19 часот, односно во 7 навечер, и на истиот линк што го добивте на мејл или пак го има во био на Инстаграм профилот на Scouts Македонија. Така што, дечки, имајте убава вечер. Утре искористете го сончевиот ден, ако има сонце, и се гледаме утре во исто време. До гледање. Гледаме.